Наама Леви, 18-годишната израелка, која припадници на Хамас ја киднапираа на 7 октомври, се уште е во заробеништво во Газа. Израелската професорка Рашела Леви Друмер вели дека биле упатени барања до македонските власти да асистираат за слободувањето на киднапираната девојка. Основа за тоа барање е далечното македонско потекло на 18-годишната Наама, за која се вели дека има македонски корени поврзани со незината чукун баба, родена во Скопје. Професорката Друмер, која исто така е со македонски корени, деновиве е во Скопје и се надева дека ќе успеат во мисијата за ослободување на Наама. Не се знае за неа ништо, немаме никаква информација, на жал. И јас многу се надевам дека Наама како правнука од баба и која беше родена во Скопје, ќе добиеме поддршка од Македонија за на хуманитарна база, можда и ако успееме да Македонија и даде на Наама македонско државјанство, веруваме дека тоа може да и помогне да биде ослободена. Дали добивте некаков одговор, да речеме, од македонските власти или некаква назнака дека можеби нешто ќе се направи, ќе помогнат? На жал не добивме ништо официјално. Пробавме, на жал во моментов нема ништо официјално и пробавме на секој пат кој може да знаем дека е тоа до Министерството и до председателот на државата. И пак многу би сакала, молиме да Македонија поможи и мислам дека има место да Македонија како држава пријател од Израел да даде една официјална изјава која поддржува ослободување на сите заробените кои се во Газа. Значи, мислам, многу држави на светот дадоа таква изјава и Македонија, како што имаме блиски и се осеќаме два блиска народа, очекуваме да и од Македонија слушнеме тој глас. Во заробеништво во Газа се уште се останати 137 киднапирани израелци. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.